Денес сме собрани тука како представници на храмот на науката, храмот на знаењето, универзитетот, ние, професорите и нашите студенти. Стоиме пред храмот на демократијата. Фактот дека стоиме под отворено небо, под вакви временски услови, покажува дека двата храма до овој момент не најдоа начин на пристоен диалог. Начин низ кој во демократска атмосфера, низ диалог конструктивен и сослушување на сите засегнати страни, ќе дојдеме до заеднички решенија за високото образование. Ние сме свесни за сите проблеми, но баравме да не сослушаат. Бидејќи досега сите канали кои ги пробавме на комуникација со надлежните не дадоа резултат, денес сме принудени да стоиме овде. Некои сметаат дека е недолично за професори, меѓутоа повеќето од нас сметаат дека е долично за граѓани, за интелектуалци, за луѓе кои се понижени и навредени од сето она што досега го порачаа од Министерството за образование и од владата на Република Македонија. Се надеваме на добар одзив, се надеваме дека пратениците внатре ќе не слушнат и дека ќе ни дадат време во еден пристоен период, ќе го повлечат законот и во наредните 3 месеца да разговараме за она што е од општо добро, што е од заеднички интерес за сите граѓани на Република Македонија. Реално очекувате таков исход? Премиерот нарече власти како сите мрзели ги затоа што всушност како што рече единствено се плашите од бројот на научни трудови. Изјавата на премиерот е навредувачка за сите универзитети во Република Македонија. Јас не можам да зборувам во име на сите професори, меѓутоа начинот на кој не ставаат во дефанзива, очекуваат веројатно од нас да се легитимираме пред јавноста и пред властите, иако сме ние легитимирани пред меѓународната академска заедница, пред нашите колеги, зборува доволно за тоа колку пат сме изминале за да стасаме до овие позиции. Ние ги отфрламе сите такви инсинуации, а нека повелат, нека ги читаат нашите биографии, нашите CV-ја, рецензиите со кои сме избрани во овие звања, па потоа ќе разговараме. Кои се вашите следни чекори законот денеска предлог законот за собрание и дали за студентски пленум ги договарате заедно? Студентите имаат право на свој пленум, тие го предводеат, тие имаат, морам да кажем, и поголемо искуство. Ние како професорски пленум ќе действуваме на сопствен начин, со поширока агенда, нас не засега само државниот испит, дури не е ни импакт факторот тука проблем, туку целиот систем на високо образование кој веќе во неколку години 14 пати се менува. Ние планираме да останеме тука, не сме адхок, не сме за кратко време, ниту студот ќе не избрка, ниту било какви притисоци. Ќе работиме во подолг период и подготвени сме на се, вклучително и на граѓанска непослушност. Искрено, другата дека собраниот на министрите имаат капацитет да се постават на владата и да ги послушаат представите. Наше е да го направиме своето. Тоа што тие ќе го направат во собранието ќе лежи на нивната совест и тоа го прават, еве затоа и го правиме ова јавно, да во иднина се знае кој ја носи одговорноста за лошите потези во високото образование.